христијаните во Македонија би знаеле колку е Дева Марија, значи почитувана кај муслиманите, што огромно мнозинство од христијаните не го знаат тоа, а и самите муслимани не се свесни дека се работи за иста една историчка личност, која патем речено, значи според Куранот е најголемата жена во историја. Значи тоа не е ни жената на Мухамед, ни мајката на Мухамед и така натаму, туку е токму мајката на Исус, ние викаме алейхи селам. Со религиска толеранција ништо не сме направиле, затоа што ако живеете во два одвоени света, ако во Македонија не успеете да дојдете во ситуација да имате мешани етнички бракови, ако во Македонија имате ситуација да целото средно образование ви е етнички тотално поделено на албански и на македонски училишта, ако високото образование ви е комплетно поделено, ние ништо не сме направиле. Значи не може да ви функционира општеството само ако се толерирате еден со друг. Мора да направите еден чекор погоре. Ја не мислам дека одвоеноста е лоша работа, само треба на таа да се работи на знаење. Значи ништо од ова не може да се постигне без да се ние во Македонија, значи пред да се поделиме во религиски смисол, етнички, граѓански, социјален сталеж и така натаму, ние имаме и поделена јавност. Тоа е главната поделеност која после ги донесува сите овие поделености, така да мислам дека на тоа треба да се работи. Знаете каде е проблемот сега? Не е проблемот тоа што се они одвоени, него проблемот е што во Македонија е типичен пример на земја антиконверзија. Значи во Македонија вие немате конвертирање од христијанство во ислам или од ислам во христијанство. Знаете зашто? А во целиот свет го имате. Затоа што ако конвертирате, вие ќе бидете предавник на својот народ. И се додека постојат такви стереотипи, дека вие сте предавник на својот народ и дека вие мора по раѓање да бидете христијанец, и секој македонец христијанец, секој албанец припадник на ислам, имате проблем. Криви се институционалната организираност на верските заедници, кои на моменти чувствуваат некоја своја внатрешна слабост и таа чувствуваат потреба да ја извадат надвор, значи во општата јавност, и тоа го користат. Јас барем од моите забележувања сум приметил на 2-3 пати дека го користат како одбранбено средство, не знам, од некакви своји прозивувања во јавност за некои скандали. Целата толеранција е дозирана, а со обзир на тоа што сме во еден постконфликтен период, состојбата е чувствителна и многу е битно како сега они ќе реагираат. Бидејќи за време на конфликтот не реагираа воопшто, ги немаше никаде, не се криви за конфликтот, крива е политичката елита, меѓутоа не можеме да ги амнестираме од вината затоа што не го кажаа тоа, а што требаше да го кажат и да смират целата ситуација во Македонија. Основна работа и за толеранција и за диалог е да се разбере другиот. Државата ја преземе иницијативата затоа што главен предуслов да влезете во Европска унија и во НАТО вие да ви бидат решени меѓуетничките и меѓурелигиските проблеми, да ги немате тие проблеми. Државата е свесна за тоа и државата таа задача ја дава на религиската организација и на двете најголеми религиски организации. Значи тука имате класичен политички дел. Државата има возможи на религиските организации веронаука, има возможи во јавни училишта, има возможи враќање на црковен имот, а за возврат религиските организации сега треба да ја одработат религиската толеранција за да влеземе во Европска унија и НАТО. Сега, меѓутоа, каде е проблемот? Сега религиските организации, кога ќе се тргнат од сакралното, од светото, кога премногу се профанираат, кога ќе отидат кон политичкото, тука е проблемот.